Проширувањето останува главен приоритет на Европската Унија, но земите аспиранти мора да покажат сериозни реформи, добрососедски односи и регионална соработка. Во предлог завршната декларација на самитот ЕУ Западен Балкан се посочува пристапниот процес да биде заснован на кредибилни реформи и индивидуални заслуги. Токму ова и ќе го бара премиерот кој отпатува за Брисел од европските челници. Македонската владина делегација која ќе има повеќе билатерални средби, ќе се бори да добие поголема поддршка од европејците за да се откочи процесот, но со долгорочно решение кое ќе не заштити од понатамошни блокади од Бугарија. Сега топката е кај Европската Унија, која треба да не поддржи во отворените прашања на релација Скопје-Софија, а во исто време ние да ги исполниме сите критериуми за напредок. А што е тоа што треба да направи Македонија? Предлог заклучоците опфаќаат повеќе области, меѓу кои борба против корупцијата и криминалот, добрососедски односи, европски вредности, демократија, безбедност, одбрана. Од суштинско значење е спроведувањето на меѓународните договори со добра волја и со видливи резултати, вклучително и на Преспанскиот договор и договорот за пријателство. Ја поздравуваме решеноста на Западен Балкан да ги почитуваат основните европски вредности. Европската Унија ја потврдува својата посветеност за натамошен развој и зајакнување на диалогот и соработката во безбедноста и одбраната со Западниот Балкан. Предлог заклучоците ќе бидат презентирани на самитот во Брисел, а најважната порака која Мицкоски ќе ја однесе таму е дека нема откажување од европската иднина, но и од македонскиот идентитет. Се сведува на билатерални прашања. Тука нема никаква врска копенхагенски критериуми или дали ние сме добри за ова, сме добри за тоа и така натаму. Нашата борба е тешка и нема да се откажеме. Не поради нас, туку поради оние генерации кои што доаѓаат позади нас и оние генерации кои што допрва ќе чекорат на оние дебели црвени персиски килими во Брисел или во институциите кај нас. На самитот на кој Мицкоски ќе биде придружуван од министерот за надворешни работи и надворешна трговија и министерот за европски прашања, ќе стане збор и за реформската агенда на земите од Западен Балкан, која ќе биде основа за спроведување на планот за раст на Европската комисија.